Октомври и ноември треба да бидат најубавите месеци во Палестина, кога започнува сезоната на берба на маслинки, од која делумно или целосно зависат речиси 100.000 семејства. Колку и да сакам да ви ја покажам идиличната слика на бербата на маслинки, за жал, ова е реалноста секоја година. Цената на окупацијата е напишана во животи и стебла. Од 1948 година речиси 150.000 палестинци се убиени, а речиси милион маслинови стебла се искоренети во текот на годините на окупацијата. Од 7 октомври 2023 година, повеќе од 52.000 стебла се оштетени само на западниот брег. Имено, маслиновите насади покриваат речиси половина од палестинското земјоделско земјиште, а во добра сезона секторот носи стотици милиони долари за економијата. Сепак, патот до бербата е тежок. Израелскиот систем на дозволи го ограничува пристапот до одредени области за зидот на само неколку дена, додека дозволите беа масовно одземени во 2023 година, ограничувањата заострени во 2024 година. Од 7 октомври 2023 година, во сенка на геноцидната војна во Газа и Западниот брег, ситуацијата е дополнително нарушена. Речиси 50% од палестинските земјоделци не беа во можност да ги соберат своите плодови. Во текот на овие две сезони, вооружени банди на доселеници, спонзорирани од државата, под заштита на редовната израелска окупацијска армија, ладнокрвно убија 29 палестинци во нивните маслинови насади. Во 2024 година нападите на доселениците се дуплираа во споредба со 2023 година, со повеќе од 3100 изгорени, оштетени и исечени стебла. Во октомври и ноември 2024 година беа регистрирани 2886 напади врз луѓе и имот за време на бербата. Сепак и покрај опасностите што демнат секоја година во ова време, меѓународни актери, невладини организации и волонтери од различни земји од целиот свет се на терен помагајќи им на земјоделците и садејќи десетици илјади садници. Со почетокот на бербата во 2025 година, повеќе од 60 заедници, главно во Наблус, Рамала, Салфит и Хеброн, остануваат изложени на висок ризик од напади на доселеници и ограничување на пристапот. Од почетокот на октомври забележани се бројни напади на берачи, кражба на плодови и опрема, сечење стебла и така натаму. И покрај ова, борбата продолжува и покрај суровите услови, бидејќи за палестинците маслинките се повеќе од масло. Тие се екзистенција, идентитет и врска со земјата.